Зборува глас од Македонија. Зборува глас од Македонија. Емисија што допира до сите наши сонародници ширум светот. Добро вечер, почитувани слушатели. Ви се јавуваме со радиопрограмата Глас од Македонија, што се емитува секоја недела од 6 до 7 часот на вечер преку етерот на радиостаницата CMR на Бранова должина 101,3 FM. Ова радиопрограма за овој час нека ви пренесе со мислите во вашата прва татковина Македонија, во земјата на сонцето и градината на рајот. Нека топло допре зборот и песната македонска во вашиот дом, а вие бидете секогаш дел од нас, за да и ние бидеме вечно со вас. Па, пријатна разонуда со вашиот уредник и водител Драгица Белчевска. Вечерва ќе се потрудиме, почитувани слушатели, со емисијата која секоја недела ја водиме директно од студиото на радиостаницата CMR, да ви дадеме прилог за македонските и сесловенски просветители Кирил и Методи, чиј празник е на 24 мај, а на 25 мај пак е празникот Спасовден. Исто така прилог. Ќе дадеме и блиц вести, но и од седницата каде што зборува една од пратеничките Дафина Стојановска во Собранието на Република Македонија. На крај се разбира, како и секоја недела, и мојот коментар на неделата. Но најпрво со музичкиот поздрав до вас. Прости ми срце мое, што друго не ќе можам да ти подарам. Од љубов кога патиш, со болка ќе си платиш, љубеше искрено. Прости ми срце мое, што друго не ќе можам да ти подарам. Од љубов кога патиш, со болка ќе си платиш, ljubеше искрено. Како да ти речам, мила, остани, како да ти речам да не заплачам. Срцево за тебе кога удира, душава без тебе кога умира. Како да ти речам, мила, остани, како да ти речам да не заплачам. Срцево за тебе кога удира, душава без тебе кога умира. Мила, остани, како да ти речам да не заплачам. Срцево за тебе кога удира, душава без тебе кога умира. Како да ти речам, мила, остани, како да ти речам да не заплачам. Срцево за тебе кога удира, душава без тебе кога умира. Душава без тебе кога ми умира. Оди, звездо, оди, звездо, сенко моја, оди негде
zgasni, skri se negde zvezdo moja, odi tamo zaspi. Odi zvezdo senko moja, odi negde zgasni, skri se negde zvezdo moja, odi tamo zaspi. Temnej tamu temnej tamu zvezdo moja, srce vo me stega. Temni zimo, ladna zimo, nema kaj da bega. Temnej tamu zvezdo moja, srce vo me stega. Temnej zimo, ladna zimo, nema kaj da bega. Којната е огледалото на вашата куќа, но затоа пак фирмата Трима Грани е вистинскиот мајстор за каунтертап. Елегантноста и квалитетно направениот каунтертап било од гранит, кварц или мермер ја открива убавината. Не чекајте, побарајте го Алек Кирков на телефон 365 888 6096. Да го повторам телефонот 365 888 6096. Граѓанска иницијатива. Тоа е македонскиот народ кој направи декларација против промена на уставот на Македонската православна црква Охридска архиепископија во Православна црква на Северна Македонија Охридска архиепископија. Апелот до целиот македонски народ е да ја подпишете оваа декларација во одбрана на последниот што е столб на македонската државност како македонско. Јавете се кај мене на 647 780 6549. Помогнете ја радиопрограмата Глас од Македонија. Вашата поддршка ќе овозможи и понатаму да продолжи да се емитува ова радиопрограма. Телефонот е 647 780 6549. Во неделите и во празничните денови, како што сега е на 24 мај Свети Кирил и Методија, на 25 мај Спасовден, повелете дојдете на земничката богослужба во црквата Свети Климент Охридски од 10 часот утрото. Исто така на располагање ви стојат трите модерно премени сали на истоимената црква за свадби, крштевки, родендени и слично. Телефонот е 416 421 7451. А сега прилогот за празникот Спасовден. Вознесение Христово или Ден на Спасителот или Спасовден, христијански подвижен празник кој се слави 40 дена по Великден и секогаш е во четврток. Во Новиот Завет од Светото писмо, поточно во Светото Евангелие, според Марко опишано е и вознесението Христово, а по разговорот со нив Господ се вознесе на небо и седна од десната страна на Бога. Тие пак отидоа и проповедаа насекаде, и Господ го окрепуваше словото нивно со чудеса што се јавуваа. Амин. Така Исус се вознесол на небото, а неговите ученици се вратиле во Ерусалим, каде што го прославувале и богословувале по храмовите. Инако, празникот Спасовден секогаш се слави 40 дена по Великден. Датумот го менува, но денот не го менува, исто како и Великден. Секогаш се празнува во четврток, на Спасовден за последен пат во тековната година се вапцуваат црвените великденски јајца, што всушност ги вапцувавте уште пред самиот Великден на денот во четврток сабајле, а бојата се чува до Спасовден. Бојата од котлињата или тенџерињата во кои изминатите 40 дена се вапсувале великденските јајца се истура во чиста вода или во селска река. Котлето или котлињата се измиваат и се остават на сигурно место до идната година за Величетврток. Во
Пред пладневните часови на Спасовден се оди на празничен излет во местноста, ова се случува во Битушек во Покладишта, каде што сега е изграден мощне убав црковен храм. Таму е Свети Спас. Се носат црвени великденски јајца и нешто и за пиење и за јадење. Се посетуваат лековите изворчиња и чешмиња, при што во водата за здравје се фрлат и метални парички. Овде се кршат и јадат последните црвени великденски јајца. По убаво поминатиот предпладневен излет на враќање за дома се кинат билки и се кршат гранчиња со штотуку формирани оревчиња. Потоа се оди на пладневна литургија во црква, во селската црква, зборувам ова е за во Битуше, каде што пред иконостасот се оставаат ореовите гранчиња, символично означувајќи го формирањето на плодовите народните дрвја, а вечерта се оди на ракија во куќите во кои се слави името или крстено е името Спасе, Спасија и слично. Па нека биде честит денот. Секој посакува да живее во свој удобен дом. Крис Клашов од фирмата Royal LePage State Realty, продавач на куќа, е покрај сите вас. Завртете го телефонот 905-520-1474 и побарајте го Крис Клашов, кој со неговото 20 годишно искуство најдобро ќе го реши вашиот проблем во врска со продавање или купување на куќа. Телефонот е 905-520-1474. Македонската православна црква Свети Наум Охридски од Хамилтон со свештеникот Ангел Станчев ве поканува секоја недела и за македонските православни празници на заедничката богослужба од 10 часот утрото. Но не е само тоа. Повелете за било какви свечаности, свадби, крштевки слично. На располагање ви стои банкетната сала на која собира со капацитет до 400 гости. За било какви информации побарајте ја менаџерката Мери на 905-975-5395. Да повторам, 905-975-5395. А оркестрот Децата од Буф со нивниот раководител Крис Клашов, познат не само во македонската комуна на Канада и Америка, туку и низ целиот свет, веќе преку 40 години ги забавува македонците единствен оркестар со нивната автентична жива музика. Тоа е во нашата околина. За банкети, фамилиарни слави, концерти, свадби, родендини и слично, побарајте го Крис Клашов на 905-520-1474. Оркестарот Децата од Буф, лек за вашата душа и расположение. А сега, како што реков, ќе дадеме краток прилог и за празникот на солунските браќа, македонците Кирил и Методи. Обично се вели, каде што има сила, таму нема правдина. Тоа е и со Македонија, зашто Германија, формирајќи си своје детенце, нарекувајќи го Грција во 1830 година, таа иста Германија во 1853 година на Нордиско-германскиот институт, кој го формираа тогаш германците, од голема злоба, како што и сега прават врз македонството, се што беше македонско го заменија со нови имиња и придавки, како например Александар Македонски во Александар Велики, Втората Македонска империја со името Византија, македонското писмо со глаголица, со староцрковно, а потоа и со име Кирилица. Исто така, македонците од македонци ги приправија во Словени и така натаму. Пред да одиме со прилогот за Кирил и Методи, уште нешто да кажам. Рим, кој бил како воено место, знаете дека легендата за настанокот на Рим е наводно волчицата ги нашла двете близначиња Ромул и Рем, кои биле фрлени од страна на нивниот вујко во реката Тибар, која тече низ денешниот град Рим.
Меѓутоа има и друг мит кој кажува дека со Тројанската војна меѓу македонците наречени и со други имиња како што Западот не нарече нас во поново време вардарци, пиринци и егици, така и тогаш еден од тројанските херои беше Еней, син на Афродита и Анхис, а пак синот на Еней се викаше Аскани. Бегајќи по Македонскиот залив или Македонското море, што денес се наречено Јадранско море, таму на брегот на Јадранското море, тој народ што ги викаат етрурци, направи нов град со име Троја. Но и Рим како воено место, за да потоа биде империја на цезаровците, односно на сите цареви или се цар, како што е Јулије се цар, а овде викат Цезар, Августа се цар, односно Цезар и така натаму. А наречени беа тие македонци, како етрурци реков, по Тројанската војна, изборувале на етрурски, односно македонски јазик. Нормално, како што и денес македонскиот јазик има 27 дијалекти и се зборуваат насекаде низ цела етничка Македонија, значи со 27 дијалекти е македонскиот јазик, за солунските браќа пак Кирил и Методи да отпочнам и да спомнам дека Византија или Источно Римското царство, што Западот го нарече, всушност таа е Македонската втора империја. Првично основан како град Византион, за да потоа се нарече Константинопол или Царевград или Цариград, како престолнина на тогашна Македонија, која зафаќала простори и дури и во денешна Турција. Така да германците и таа катастрофа ја направија, па втората Македонска империја ја нарекоја Византија, само да не биде Македонија, иако таа втора Македонска империја или Македонско царство траеше се до заземањето на Цариград, денешен Истанбул или Стамбул, во 1453 година со последниот Константин, оној исти Константин Дејанов Драгаш, кој со крале Марко како деспот на Кумановско-Кратовската област се бореше со војводата Јован Мирче, кој беше исто така македонец и се бореше против османлиите, но и против македонците кои беа на страната на османлиите начело со крале Марко. Јован, односно Мирче, Македонија тогаш се простираше се до Јадранско море, Романија, поранешна Југославија, вклучувајќи ја Бугарија, голем дел од Турција, Ерменија, Унгарија, и сите цареви беа со името на Константин. Почнувајќи од Константин I, роден во близина на градот Ниш, денес во Србија, а порано Македонија, и последниот Константин Дејанов, односно Драгаш, сите македонци. Но мора да разјасниме дека таа Македонија имаше и еден вид во денешно време провинции со своји во денешно време премиери, а тие се однесува како да се цареви и кралеви. Како што беше цар Душан, крале Марко, Ѓерѓи Кастриоти, наречен Скендербек, која титула му ја даде султанот, потоа таткото Лав на браќата Кирил и Методи и други. Во фамилијата на Лав и Марија, кој беше како еден денешен премиер, што реков, на таа област во Солун се родија покрај другите деца најстариот Методи во 815 година, а најмладиот син Константин, а подоцна именуван Кирил во 826 година. Константин или Кирил како филозоф, а Методи според неговата сила споредуван беше со Самсон од Стариот Завет на Библијата, а според решителноста со Исус Навин исто така од Стариот Завет на Библијата. Морам да наведам дека германците ја изветоперија историјата на Македонија, така да на светската јавност, што за жал денес и се употребува, напиша дека Кирил и Методи позајмија од така наречената грчка азбука, која чисто е 100% македонска, и ја направија глаголицата, а подоцна нивните ученици Климент и Наум во име на учителот ја именуваа кирилица.
каков абсурд. Како може да биде тоа кога во 828 година, во 1828 година, тројца власи од Лерин отидоа во Франција и од македонската азбука наречена феникијска од тоа писмо украдоа од буквите, исто како и бугарите што направија азбука од 24 букви. Нашата граматичка дефиниција би рекла е: читај како што пишуваш и пиши како што читаш, што значи чиста лага од страна на Западот, зашто ние сега имаме 31 буква, а порано беа 40 до 43 букви. Старите велат: мижи да те мамам. Како што знаете, Кирил и Методи заминаа во Моравија да го шират христијанството, но беа пречекани од предавници свештеници христијани, како што и денес ги има, и фрлаа се по нив со камења. Кирил и Методи заминаа во Рим, кој се уште немаше тогаш католизам, бидејќи католичката религија се формира во 1054 година. Но што се случи? Наводно Кирил умрел. Но се предпоставува дека како и Свети Павле, кој беше македонец, а не евреин, како и сите други апостоли освен Јуда, дека на Кирил му ја отсекоа главата исто како и на Павле. И двајцата се во Ватикан, што за жал гробот на Кирил е во подземјето, во бейсментот на црквата на Свети Петар, а не како што заслужува во дворот на црквата на Свети Петар. Кога види Методи што се случува, се враќа назад за Македонија, но во Моравија, денешна Чешка, се зборува и Полска, умира каде се уште не му се знае гробот. Сепак, јас да завршам за Кирил и Методи со тоа писмо што го продолжија да го шират православието, а како доказ што е тоа што старото писмо го употребува и Библијата ја употреби и кралот Шарлемајн или Карло Велики од Франција, со креирање на Франција во 800-та година, и сите кралеви цели 1000 години ги користеа македонските обичаи и позајмувајќи македонската Библија од Цариград. Да заклучиме, како може еден Методи, кој беше роден 815-та, а Кирил 826 година, да креира македонска азбука во 863 година, кога е потребно за да се направи една азбука, најмалку се потребни 50 години, да не велам повеќе, меѓуто најмалку 50 години. Се е јасно зашто и каменот Розета во Египет е со македонско писмо и многу други написи во Фиренца се наша документација дека верували или не, и тоа ќе го кажам дека и италијаните имат македонски корени. Како што реков претходно, Кирил исто како и на Павле му ја отсекоја главата, но затоа веднаш потоа Методи реши да се врати назад дома во Моравија, меѓутоа умира. Што значи, како е возможно Методи, кој беше роден во 815 година, а умре на 70 години во 885 година, додека пак Кирил беше роден 826, а умре 869 година на неговата 43 годишна возраст, а западната историја пишува дека Кирил и Методи ја направија македонската азбука, што ја нарекоја после Климентинаум Кирилица во 863 година, кога Кирил тогаш беше само 37 години, а Методи 48 години, а реков дека е потребно најмалку 50 години за вакво нешто. Меѓутоа вистината веќе излегува намегдан дека ние македонците на светот им дадовме наука, им ја дадовме медицината, математиката, културата, го просветивме народот, но и демократијата. Македонија е вистинската лулка на демократијата. Сепак, нека ни е честит празникот Свети Кирил и Методи и празникот Спасовден, и сите оние кои ги носат овие имиња, нека им се честити и вечни. Божи крила апостола, Два ангела без сонца на небо. слава Боже за милоста, за азбуката ни словенска.
samo za Božji krila. Blagodet od Hrista darena, za pismenost ani slovenska. Kirilu, Metodiju, za zvukata ni slovenska. Граѓанска иницијатива. Тоа е македонскиот народ кој направи декларација против промена на уставот на Македонската православна црква Охридска архиепископија во Православна црква на Северна Македонија Охридска архиепископија. Апелот до целиот народ е да ја подпишете оваа декларација во одбрана на последниот столб на македонската државност. Јавете се на 647 780 6549. Доколку ја обновувате вашата кујна, вистински мајстор за каунтертап направен од гранит, кварц или мермер е фирмата Тримак Гранит. Побарајте го Алек Кирков на 365 888 6096. Да повторам, 365 888 6096. Да ги проследиме блиц вестите, а потоа пратеничката Дафина Стојановска на седницата во Собранието на Република Македонија. Благодарам, подпредседателе. Почитувам колега Крмов, кажавте многу, јас ќе ве надополнам. Значи, стана евидентно и на сите им е јасно дека во Собранието стана пракса да се злоупотребува европското знаменце. Еве ќе ве подсетам и на изјавата на делегацијата на Европската Унија дадена за МИА.
Цитирам: делегацијата на Европската Унија во земјава, означувањето на законите поврзани со коридорите 8 и 10Д со европско знаменце не е во согласност со стандардите на Унијата. Означувањето на закони со знаменце на Европската Унија е насочено да помогне за забрзување на интеграцијата на Македонија во Европската Унија и затоа треба да има за цел усогласување на законодавството и со стандардите и законодавството на Европската Унија. Во конкретниот случај се чини дека нацрт законот не се однесува на усогласување со таквите стандарди. Ја изразивме нашата загриженост до националните власти и бараме дополнителни појаснувања. Понатаму велат: од канцеларијата на делегацијата на Европската Унија во Скопје подсетуваат дека употребата на брзи процедури треба да се ограничи и да се применува само кога е оправдано да се унапредат реформските агенди на Европската Унија. Како што рековме во последователните извештаи на Комисијата за Македонија, употребата на брзи процедури треба да се ограничи и да се применува само кога е оправдано да се унапреди реформската агенда на Европската Унија. Не треба да се користи за скратување на јавните консултации или за решавање на процедуралните тешкоти во законодавниот дом. Извор МИА. На оваа изјава се приклучија и синдикатите кои исто така isprotestираа во врска со користењето на европското знаменце во врска со законите за изградба на коридорите. Ке ве подсетам и на изјавата на вице-премиерот Маричич, кој кажа дека европско знаменце на законите за коридорите е ставено заради левица. Цитирам: владата има основна и политичка оправданост да стави европско знаменце на законите поврзани со изградбата на коридорите 8 и 10Д, бидејќи знаат оти овие закони не се усогласени со некои европски акти, но посочи дека коридорот 8 треба да биде впишан во трансевропската мрежа на коридори на 16 мај. Тоа значи, колега, дека одамна овдека се изместени работите, но пред вистината и боговите молчат. Ви благодарам. Сепак ќе го задржам нивото малку на ова Европска комисија, ако може така да се нарече. И како што е редот, ќе се повикам на членот Деловник, кој што апсолутно нема никаква важност тука. Значи, барам процедурално да забележам по однос на членот 120, став 2, кој што вели: седница на работно тело свикува председателот на работното тело. Председателот свикува седница и ако тоа го побара председателот на собрание или најмалку 1/3 од членовите на телото, кои треба да достават материјал за прашањето што предлагаат да се стави на дневен ред. Председателот на работното тело, став 4, им ги доставува на членовите на работното тело по правило 5 дена материјалите, 5 дена пред денот на одржување на седница. Мојот координатор убаво кажа овде, заради македонската јавност, бидејќи очигледно на никој друг не му е битно ни да добие материјал за оваа седница, ни за што се работи, ни за колкава сума на пари, ни за каква проневера, но еве за старт, само процедурално забележам дека овде апсолутно не се почитува Деловник и можеби воопшто веќе нема потреба при наши процедурални забелешки, можеби некоја новина ќе измисли ова владеачко мнозинство, наместо процедурални забелешки да имаме, не знам, некој бош муабет и така се водат. Еве гледате како започна ова Европска комисија. Господинот председател, иако знам дека добро говори англиски, ќе го запрашам со едно многу познато латинско прашање од 16 век. Замислете, а денес сме 21 век. Quo vadis, Domine? Или where are you marching? Вие знаете англиски подобро. Каде брзате, господине Арберадеми? Дали на ова сте принудени?
Која е вашата присила да го правите, господин Арбер Адеми? Имате ли малку дигнитет? Сте ги прашале ли вашите граѓани каде одите, каде брзате? Знае ли македонската јавност дека сите 8 точки на оваа денешна на брзина свикана седница на Комисија за работни односи апсолутно немаат врска со европско законодавство? Еве за пример, само за пример, а сите предлог закони се како овој што ќе ви го прочитам. Законот за измена и дополна на Закон за работни односи подпишан не од министерката, туку од заменик министерот. Секоја чест, господине заменик министер, на вашата храброст за овој ваш подпис, кој што очигледно многу ќе ве. Значи, на крајот на овој предлог на закон стои изјава за усогласеност на прописот со законодавството на Европската Унија со кореспондентна табела. По оваа табела, почитувана македонска јавност, е составена од 5 поглавја, кои 5 поглавја се апсолутно празни, освен што се пополнети по линијата за назив на прописот и за предлагачот. ЕПП број празно. Број и назив на поглавје од право на ЕУ согласно национална програма за усвојување на право на ЕУ празно. Одредба од спогодбата која се однесува на нормативната содржина на прописот празно. Дали правниот пропис е во согласност со одредбите од спогодбата? Има опција да или не. Ниту да, ниту не. Празно. Причини за неисполнување, односно делумно исполнување на обврските кои произлегуваат од наведените одредби на спогодбата празно или коса црта. Коса црта, колеги мои, како што направивте коса црта да бидеме, односно да бидете вие. За тоа сте согласни, за тоа ли е оваа Европска комисија, за тоа ли е оваа ваша власт, за тоа ли овдека се наоѓате во ова собрание и протнувате вакви закони кои што немаат врска со европско законодавство? Очигледно затоа сте со главите наведнати и немате што да кажете, и очекувам дека нема да имате што да кажете по ниту еден предлог на закон, затоа што немате ниту материјал видено, затоа што дел од вас беа потписници на истите овие предлог на закони минатата седница, ве натераа да ги потпишете, па ве натераа да ги повлечете, но вие очигледно одите со главата во зид. Европска комисија ви кажа дека ова вака не оди, дека ова не е европска регулатива, дека ова не се европски вредности. За какви европски фронтови и вредности говориме, колеги од владеачко мнозинство? Празна кореспондентна табела од прво до последно. Само првите две полиња, име на предлагач Министерство за труд и социјална политика и назив на прописот, и на крајот подпис од заменик министерот за труд и социјална политика, кога еве за пример го зедов законот за измена и дополна на законот за работни односи. Треба ли нешто повеќе овде да се каже? Како не ви е срам? Немам друго прашање, како не ви е срам? Кои гласачи ќе ги погледнете, дали во вашиот дом имате образ да свртите, да погледнете, да кажете што сте сработиле, што сте потпишале, што ќе гласате, на што сте се согласиле? Па имате ли малку морал, доблест, барем за ова да излезете овде на оваа говорница и да кажете за што се работи? Кажите, излезите. Ве молам да објасните, не за опозицијата, за македонската јавност, да кажете за што се работи тука. Зарем после 18 часот завршена пленарна седница со едва и усвоен дневен ред, за во 18:45 сега да не свикувате, да заседаваме, ние да беседиме, вие да молчите и да не кажете ниту еден збор за овој криминал. Криминал кој што ќе се плаќа со пари на граѓаните на Република Македонија. Не се работи за заем, не се работи за спонзорство, вие не ја брукате само Македонија, ја брукате Европска заедница, ја брукате и еминентната американска фирма. До каде е вашиот лимит, прашавна пленарна седница, ве прашувам и сега. Имате ли малку морал и доблест за ова да го прекинате? Еден барем од вас да каже дека ова не е во ред, дека со ова не се согласувате. Не е доволно само некој да гласа против, туку требаше да напушти сала, ова да не помине, ова не смее да помине. За ова некој ќе одговара. Дали сте свесни? Дали сте свесни дека нашиот мандат, вашиот мандат има рок на траење? Завршува, кога и да е ќе заврши. Што ќе правите после тоа? Мислите ли дека Артан Груби и Димитар Ковачевски ќе застанат позади вас? Не, во судница сами ве примаат или со адвокатот. Дали сте свесни што правите? Кршите устав, закони и европско законодавство. Брукате се живо.
Се живо. За кој европски пат да говориме, за која Европска унија да говориме? Ве молам, благодарам председателе, но ова нималку не е Европска комисија. Благодарение на вас. Ете, тоа беше најпрво Василевска, а потоа Дафина Стојановска. А сега во продолжение со историскиот македонски времеплов. На 20. мај 1875 година во Охрид е роден македонскиот револуционер Методи Патчев. Патчев е еден од најпознатите револуционери од периодот пред Илинденското востание. Делото на тајната македонска револуционерна организација му било над се, а со своите постапки секогаш бил правичен и беспромисен. Убиен е на 7 април 1902 година во Кадино село, кога турската војска ја опколи целата негова чета. На 17. мај 1395 година во битката на Ровина загинал епскиот јунак Крале Марко, кој како вазал на султанот се борил со војводата Јован Мирче, кој си го бранел својот македонски народ Јован Мирче, а војводата Мирче бил дедо на кнезот Владимир од Трговиште во денешна Романија, инаку внукот Владимир е познат во филмовите како Дракула. И покрај турското вазалство, Крале Марко се издигнал на ниво на легендарен јунак, под чие владење народот се чувствувал заштитен и спокоен. Во таа битка, тој на деспотот на Кумановското Кратовската област Константин Дејанов или Драгаш, кој со Крале Марко се бореле на страната на османлиите и Крале Марко загинал во битката, Крале Марко претходно му рекол: "Го молам Бога да им помогне на сите мои македонци, без разлика дали се од моја страна или од страната на војводата Мирче, а јас да бидам меѓу првите што ќе загинам во таа битка." Инаку, Крале Марко е наследник на неговиот татко Крал Волкашин, кој загинал на битката на Марица во 1371 година, а мајка му се викала Евросима, односно Елена, а имал тројца браќа Андреаш, Иваниш и Димитрие, сестрите Дева, Пешта, Кита и Звезда, а имал и две жени, Елена и Теодора. Границите на неговата така наречена Маркова држава биле Вардар на исток, Шарпланина на север, Охридското езеро со Корча и до градот Костур на југозапад, а престолнината му била градот Прилеп. На 16. јуни 1943 година биле стрелани 12 младенци на 2 километра од село Ваташа, Кавадаречко, во близина на Моклиште кај местноста Чаир. Колежот го извршија бугарските фашистички војски и полициски одреди на чело со капетанот Борис Жеглов, поручникот Борис Костов и подофицерот Петко Опреков, под команда на полковникот Љубен Апостолов, командант на 56-тиот Велешки полк од 5-та Велешка армија во бугарската армија. Опеани се во поезија, а исто така и мелодични песни.
Tikveško negde, v nekoje selo, kaj slana tivko veneše cvete, ubija dete. Posljedna solza od oko kapna, koga na ridot esenta stapna, v krvi se izmi jutro to belo. I koga vzraci čelikot svetna, posljedna misla ko ptica letna, a majka mi sama ostana v selo. Celo to selo stanalo na noga. Celo to selo stanalo na noga. Detski oči, krijevte v sebe nebesno katče, rumeno krvije tečeše v žili, v radost bez počinu. Kaj oko detsko natopi zemlja, gorocvetnik na razlista prolet, kaj krvta vrela rastopi slana, crvena roza zakiti pole. Dželati kleti ne slušat narodo. Dželati kleti ne slušat Majskata roza i cvetot moder v mirizma molat. Zakiti druže, ognena puška so cvekja mladi, pa napred pojdi i drugi deca brani so gradi. V Tikveško negde, neko je selo, kaj slana tivko veneše cvete. Ubija dete. Kaj se narod podigna ili javno. Kaj se narod podigna ili javno. I trgna
Граѓанска иницијатива. Тоа е македонскиот народ кој направи декларација против промена на уставот на Македонската православна црква Охридска архиепископија во Православна црква на Северна Македонија Охридска архиепископија. Апелот до целиот македонски народ е да ја потпишете оваа декларација во одбрана на последниот столб на македонската државност. Јавете се и кај мене на 647 780 6549. А сега последните минути да ги искористиме со мојот коментар на неделата. Најпрво да ви кажам дека потписи со декларацијата од Македонска иницијатива, која е во одбрана на македонското име или поточно против менување на уставот на Македонската православна црква Охридска архиепископија во некаква си православна црква на Северна Македонија Охридска архиепископија, собрани се околу 80.000, од кои денови веќе му се дадат 50.000 на поглаварот Стефан преку владиката Петар и другите 50.000, а може би и повеќе во текот на јуни месец. И уште нешто, 7 владици веќе се вклучувајќи го и Петар и Агатангел, се разбира во тие 7 владици на страната на декларацијата што ја направи Македонска иницијатива. Со Бога напред се оди кон победа за зачувување на Македонската православна црква Охридска архиепископија, како што Јустинијан I во 535 година ја создаде. Цариградскиот пак Вартоломеј реков, како што змијата пред дапцовиса ја мрда опашката, така и тој, Цариградски Вартоломеј, ги користи последните негови сили, зашто знае дека столицата на православието ќе биде Москва. Доста веќе бевме играчка во рацете на душманите кои сакат да уништат се што е македонско. Овие сплетки мора да завршат. Во секоја епоха сме го имале тоа, но останавме и понатаму да бидеме верници на Бога, зашто тој е најмоќниот од сите нас и кој ќе ни даде ум трезверно да ги решаваме проблемите. Со подписите што ги ставивме на декларацијата, уште еден камен ќе си стои на своето место. Навистина минувавме низ тежок и се уште минуваме низ тежок период, каде имаме и своји задачи што секој од нас треба да ги исполни. Најлесно е да ја фрлиш кривицата на друг поради нашите порази или грешки, како што многу пати и слушам такви работи. Таму во Републиката, како што велат, треба таму да си прават. Ние не можеме овде што сме надвор во иселеништвото, не можеме ништо да сториме. Па до некаде и се сложувам со тоа, но ние пак треба да им подадеме рака, да им помогнеме на тој македонски народ, како што е сега случајот со подписите, а не да одбегнуваме или пак да бараме влакно во јајцето, како што тоа го слушам што било со декларацијата. Не смееме да си дозволиме никој од нас да ни ја руши надежда. Секој од нас треба да управува да самите со својата работа, но најважно е се да биде човек искрен. Прво да одлучиш каде сакаш да бидеш, па потоа да се погледаш, доколку сте за ова декларација, ако се уште не е доцна, да дојдете на своето место, од почеток преминете на другиот брег. Значи, знаеме дека месечината исто се раѓа или се појавува, а потоа и пропаѓа или се губи. Доколку сакаш да го пронајдеш патот во темнината која те обвила, како што е сега случајот со Македонија и со нас македонците, погледај во звездите, тие патот ќе ти го покажат и ќе те отстранат од таа темна опна. Сите вие знаете дека кога се работи за македонството, никогаш не сум правила за мој личен интерес. Исто и сега, со апелот до вас за декларацијава, иако сум имала и подеми, односно успеси и падови, но моја обврска е без разлика на моите лични последици, што дали ќе дојдат или како ќе се, да давам се од себе за мојот народ македонски, за мојата и наша света древна татковина Македонија. Потпишете ја декларацијата вие кои сте во дилема или изманипулирани од некои си владици, а може би и попови кои мора да ги слушат нивните владици. Потпишете се.
Овде нема ништо погрешно, нити политички, а најмалку против македонскиот народ и се што е македонско. Тука е за да се зачува македонштината, за да многу од вас, кога ќе ја видите вистината, потоа додека не ви е доцна, направете го тоа, затоа што после ќе ви биде доцна, па може би ќе се мачите да најдете некои разни начини на оправдување. Ве поздравувам сите вас со добра мисла. Zemljo mila junačka, zemljo baš makedonska, tvojoj život beše klep, no te znaje sio sve. Zemljo mila junačka, zemljo baš makedonska, tvojoj život beše klep, no te znaje sio sve. Suti Večna, mila rodino, Božestvena majko, Makedonijo. Sudi večna, mila rodino, Božestvena majko, Makedonijo. Ете се ближат и последните 2,5 минути до крајот на нашата вечерашна програма. Не можеме да се одјавиме, а да не ви се заблагодариме на вам, почитувани слушатели, што бевте и вечерва со нас. Слушајте не идната недела од 6 часот навечер на брановата должина 101.3 FM, а вие кои имате пристап на YouTube в петок од 8 часот навечер, ако напишете The Voice of Macedonia. Вашиот уредник и водител на Глас од Македонија Драгица Белчевска ви посакува добра ноќ. Pocepitu sandanski, junaci makedonski, tebe te vozvišija, slava ti ostavija. Pocepitu sandanski, junaci makedonski, tebe te vozvišija, slava ti ostavija. Suti večna, mila rodino, Božestvena majko, Makedonijo. Suti večna, mila rodino, Božestvena majko, Makedonijo. Dušmaniот секогаш една желба имале, тебе да те поганат, жена твојна пороба, никому на